Продолжуваме со свежиот воздух на 91 МГц, продолжуваме со серијалот на гостувања кои што ги имаме овде во студентското, односно универзитетското радио. Гостуваат професори, продекани, декани на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев и мислам дека се интересни овие гостувања пред се за студентите, за актуелните студенти кои што верувам дека ќе дознаат многу за својот факултет, а и за студентите кои што сакаат да студираат на одреден факултет од причини што имаат можност да дознаат како се одвива наставата и се останато кој што е поврзано со факултетот. Денеска на моје задоволство овде во студиото е деканот на правниот факултет професор доктор Јован Ананиев. Декане, добре дојдовте. Добре ве најдов. Денеска ќе зборуваме за вашиот факултет, за правниот факултет, факултет кој што стандардно има голем интерес. Колку студенти запишувате годинава според конкурсот, објавен е конкурсот, колку студенти запишувате и на кои студиски програми? Оваа академска година запишуваме 40 студенти правни студии редовна квота, Штип. Понатаму во Штип имаме кофинансирање 10 студенти, вонредни студенти 10, новинарство и односи со јавност 20 државна квота, 10 кофинансирање, 10 вонредни и Струмица имаме 30 студенти кои се државна квота, 10 кофинансирање и 10 вонредни. Да, годинава релативно помалку студиски програми и помал број на студенти, веројатно тука ќе дојде до израз квалитетот годинава со оглед на тоа што со помалку студенти ќе работите. Кои се од овие програми мислите дека ќе бидат најинтересни годинава? Немаме многу различни програми. До лани, например, имавме дополнително и применета политика и дипломатија, имавме и правосудна насока, а пред минатата година имавме дополнително и јавна администрација, со тоа што оваа година останува, односно се интегрираат на некој начин, се претопуваат тие правни, односно правосудната насока во правни студии. Мислам дека бидејќи имаме две, претпоставам дека и двете би биле атрактивни за студентите. Така, она што е исто така интересно за студентите е на кој начин се одвива наставата. Дали само со класични предавања или имате некој вид на новитети? Имаме новитети од гледна точка на застапеност на лица од пракса и на странски професори. Оно што е така додадена вредност оваа година на нашиот факултет е што имаме 2 семестри ангажирано професор од Америка во делот на теоретските предмети и имаме 1 семестар ангажирано професор во делот на приватно-правните предмети, односно предмети кои се однесуваат на договорното право, меѓународните трговски договори и така натаму. Значи тоа е една препознатливост нова на факултетот, бидејќи студентите имаат можност да видат едно ново искуство во делот на пристапот кон наставата и да имаат и една двојазичност во реализацијата на наставата. Така, тие предавања кои што се од професорите од Америка ќе се одвиваат на англиски јазик? Тие се одвиваат, цело време се одвиваат на англиски јазик од нивна страна и наредната академска година, значи по дел од предметите, еден дел од часовите ги покриваат тие, не покриваат комплетно предмет, туку дел од часовите на англиски јазик и тоа е добра можност за доусовршување на оно што значи стручен англиски јазик кај студентите. Верувам дека, односно претпоставувам дека студентите се задоволни од тоа што имаат можност да го видат кај професорите од Соединетите американски држави со оглед на тоа дека нели САД имаат на некој начин многу поразвиен високообразовен систем, но што велат професорите од самите студенти од односот од универзитетот, како тие се задоволни? Тие се, можам да кажам, фасцинирани од пред се од самото обкружување, кое што значи град и универзитет, односно од гостопримството кој го имаме ние, препознатливо за, можеби, за Балканот и за Македонија и конкретно еве Штип. Исто така се задоволни од повратните резултати кои ги имаат од студентите, од оно што значи ентузијазам меѓу нив и заради тоа и се заинтересирани наредната година да имаат овде ангажман, со тоа што веќе од наредната година планираме да направиме едно така издвојување на поквалитетните студенти
и во однос на овие студенти ќе имаме посебни програми, кои што посебни програми значат развивање на лидерски способности, понатаму развивање на комуникацијски вештини, понатаму развивање на нивниот англиски јазик, едноставно да овозможиме да искреираме една интелектуално поелитна група на студенти кои понатаму ќе се профилираат во не само во Македонија, туку и на едно по-меѓународно поле. Одлична идеја, декане. А како се одвива практичната настава на студентите? Можеби оние од правните студии не знам колку имаат потреба од пракса и колку посетуваат пракса, веројатно имаат затоа што е задолжителна, но оние од новинарство и односи со јавноста секако дека имаат поголема потреба од пракса. Јас знам како се одвива практичната настава, но еве да објасниме на слушателите. Да, значи во делот на оние студенти кои што слушаат во сферата на правните студии, значи слушаат настава и посетуваат вежби, се трудиме да покануваме лица од пракса. Досега сме имале така повеќе луѓе кои се вработени во јавна администрација, понатаму сме имале суди кои што доаѓале и разгледувале конкретни случаеви, сме имале и обвинител од Америка кој беше присутен. Имавме посета од неколку амбасадори кои што имаа предавања, неколку пратеници, значи се зависи од типот на предметот, ние покануваме гости. И исто така, за време на наставата има можност да направат посета во казано-поправен дом, понатаму да имаат посета на основни судови и да пратат судење, значи процес да гледаат, понатаму посета на локална самоуправа, традиционално реализираме и посета на Собранието на Република Македонија. Неодамна има студентите можност со подршка на Европското движење и фондацијата Конрад Аденауер да присуствуваат на ораторски средби организирани од ова движење. Значи се трудиме да имаат победи. И наш студент всушност победи на тој надпревар помеѓу 18 студенти. Во текот на летото нашите студенти имаат можност да посетуваат настава во судовите, единиците на локалната самоуправа, јавната администрација. Имаме веќе објавено повик за стажирање на студенти од државни универзитети во Народна банка на Република Македонија. Сме во преговори за стажирање на наши студенти во Министерство за надворешни работи, со неколку релевантни меѓународни невладени организации, така што факултетот им пружа можност и веќе е тенденција од наредната година на ниво на универзитет сето ова да биде многу поорганизирано и да што повеќе ги доближиме студентите кон она што значи нивна идна работна активност која би ја имале. Така. Ги вклучувате ли студентите во истражувања кои што можеби ги прави факултетот? Сигурно дека професорите, асистентите, наставниците се обврзани да прават научни истражувања. Колку можат студентите да се вклучат овде? Да, значи би направил јас некаква категоризација на студенти кои имаат афинитет кон наука и студенти кои повеќе би имале афинитет кон она што значи нивна пракса, односно своето место го гледаат во администрација, во правосудниот систем, во деловниот дел, сектор и така натаму. Сепак правиме, јас би рекол, позитивна дискриминација, дел од професорите, односно ги издвојуваме поквалитетните студенти, кои што ги вклучуваме во активности од типот на истражувања кои што, она што рековте, нели, ние сме обврзани да ги правиме, меѓу постдипломците даваме можност да напишат book review за нашето меѓународно списание, кое треба со прв број да излезе во јуни месец, Balkan Social Science Review. Значи, тоа станува збор за постдипломци кои имаат така напредно ниво на познавање. Тоа е еден дел на така допир кон она што значи наука. Понатаму, во рамките на предметите, неколку предмети, неколку професори реализираат истражувања, вежбаат на некој начин методологија, тоа се анкети кои ги спроведуваат помеѓу студентите.
односно помеѓу своите колеги, понатаму во рамки на одредени предмети се прават така наречени дебатни лаборатории, тука е сепак активност. А за студентите за новинарство и односи со јавност, вие како вработен во радиото, многу така на дневно ниво многу повеќе ги знаете работите. Јас ќе кажам концепцијски дека нашиот универзитет и студиите за новинарство и односи со јавност имаат многу поголема компаративна предност во однос на останатите студии во Македонија, бидејќи универзитетот располага со радио и ТВ продукција, располага со печатена продукција, понатаму има оддел за маркетинг и пропаганда, и тоа е една извонредна можност, на некој начин лабораторија за студентите да учат она што значи различни постапки во подготовката на еден радио или ТВ продукт или печатен продукт, или пак да ги осознаат техниките на маркетинг и на пропаганда, и тоа е една огромна предност на овој универзитет и тоа морам да го истакнам. Значи, и ги поздравувам и напорите на вработените во Центар за односи со јавност и на студентите кои што се ангажираат во овој домен. Така, во овој контекст морам и јас да ги пофалам студентите кои што веќе многу наскоро ќе излезе и шестиот број на весникот Студентско ехо кој што го подготвуваме заедно овде, односно студентите и ние им помагаме како дел од Центарот за односи со јавноста. На кое ниво е декане соработката со останатите високо образовни установи и колку од ова бенефитираат студентите? Така, значи таа соработка се гледа на неколку нивоа, најпрвен на ниво на размена на професори, понатаму на ниво на заедничко учество и организирање на конференции, понатаму дел на студиски престои, понатаму учество во меѓународни бордови на меѓународни списанија и така натаму. И исто е, значи, дел кој се однесува повеќе за професорите, односно и асистентите. Имаме еден дел кој се однесува за студентите. Ние ги стимулираме студентите да аплицираат на повици кои се однесуваат на Еразмус програмата. И имаме, значи, студенти кои врз основа на Еразмус програмата веќе имаат престој од семестар или неколку месеци на европски универзитети. Тоа е, значи, програма која што е поддржана од Европската унија. И исто така имаме билатерални договори кои Македонија ги има склучено со други држави, и врз основа на тие билатерални договори исто така можат студенти да аплицираат за некој краток престој или подолг студиски престој. Такво искуство имаме со Естонија, например, понатаму имаме такво искуство со Словачка, имаме со Чешка. Станува збор, значи, за студенти кои таму присуствувале на студиски престој на основа на билатерална соработка. И се надевам дека и оние билатерални соработки кои ги има универзитетот со други универзитети ќе бидат основа за размена на студенти. Значи, сепак за ова морам да кажам дека се зависи од личниот интерес на студентите и нивна поголема ангажираност во тој дел, значи да бидат поактивни, баш така. Што се однесува до, ја спомнавме соработката со високообразованите установи, што се однесува до соработката со бизнис секторот, имате ли контакт со бизнис секторот, можеби на некој начин и да ги прилагодувате студиските програми, не да нови студиски програми, но да ги прилагодувате студиските програми според потребите на бизнис заедницата или на пазарот на труд? Конкретно, професијата дипломиран правник веќе представува дел од таа така наречена номенклатура на регулирани професии. Со новите измени и дополнување на Закон за високо образование веќе имаме обврски да пристапиме кон промени на студиските програми, значи тоа би следело наредната година.
Со тоа што ние не се прилагодуваме само кон деловниот сектор, туку ние истовремено се прилагодуваме и кон оно што значи административен сектор и правосуден систем и усогласување со стандардите кои ги има Европската унија во тој дел. Со тоа што само еден сегмент може да се покрива, односно еден сегмент е деловното право, нели, кој е блиско до стопанството. Имаме многу делови кои се, односно гранки кои се блиски до приватниот сектор, понатаму зборувам прашања кои ги засегаат физичките лица, не само правните субјекти, понатаму делот на административното право, делот на казненото право, делот на системски државни прашања, тоа се правно-политичките дисциплини, меѓународните и така натаму. Значи, деловниот сектор е само еден сектор кон кој што ние треба да бидеме осетливи кон промени на студиски програми. Инаку, ако ги пратиме трендовите во Македонија и трендовите во Европа, ќе заклучиме дека се бара многу висок квалитет на профилот правник. Тоа значи дека за да еден студент понатаму ако има амбиции да стане обвинител или судија, тој ќе мора понатаму да го продолжи своето образование после положување на правосуден испит во Академија за суди и јавни обвинители, каде што се бара просек, каде што се бара високо познавање на англиски јазик, значи станува збор за студенти кои што треба да имаат така солиден квалитет на знаење и на вештини. И тоа е во делот на правосудството, такви критериуми на оно што значи современ, висококвалитетен правник, кој што би положил правосуден испит, го бараат и во деловниот сектор. И оно што можеме да кажеме адаптирање на потребите на деловниот сектор, сушност значи продуцирање на високо квалитетен правник кој што ќе може без проблеми понатаму да положи правосуден испит, кој ќе може да има високо познавање пред се на англискиот јазик и да биде од корист и на деловниот сектор. Значи, на тој начин ние најмногу можеме да му помогнеме. Така, јас повеќе и мислев и за она студиска програма по новинарство каде со бизнес секторот имате соработка во однос на медиумите. Знам дека според оние информации кои што дајате и до нас, дека голем дел на студентите практицираат во националните медиуми низ државата и од тој аспект веројатно тој однос е взаемен, односно медиумите добиваат слика за самите студенти, но добиваат слика и студентите за медиумите, а воедно и вие добивате фидбек за тоа што им недостасува на студентите, што им фали можеби во образовниот процес. Да. Конкретно во делот на медиумите, колешката која ги покрива новинарските предмети, доцентката Сузана Џантовска-Здравковска, вложи напори за да овозможи соработка со национални телевизиски куќи во Македонија и нашите студенти да имаат таму пракса. Исто така, наши студенти имаат пракса и во локалните телевизии пред се. Тоа овозможи на некој начин препознавање на нашиот кадар иден помеѓу овие институции, едно взаемно препознавање, оно што го рековте, и мислам дека е тоа добра можност да видат студентите дека исто така треба да вложуваат многу за да станат добри новинари, но исто така основа за да направат да дадат еден повратен одговор кон соодветните наставници во сферата на новинарството, што се треба да се внесе како новитет во наставата, односно кои теми треба да бидат покриени, а кои би биле од корист за нив. Значи, таа соработка ја имаме еве со медиумите во делот на студиската програма за новинарство и однос со јавност, но
Студентите за време на пракса имаат, односно нали, кога имаат таа обврска за да реализираат пракса, имаат можноста да учествуваат во како практиканти и во одредени фирми. Пред се зборуваме за фирми кои што се поголеми, кои што имаат правни сектори или пак правни оделенија или пак имаат работно место правник и каде што студентите можат да учат, со тоа што мораме да внимаваме на новиот тренд кој што постои, а тоа е одредени адвокатски канцеларии да бидат ангажирани од фирмите и всушност немаат вработено дипломиран правник, туку таа правна помош им ја дава одредена адвокатска куќа и дел од студентите практикуваат во фирми, доколку имаат афинитет кон деловното право, а дел пак овие предмети ги изучуваат, односно ги пратат во самите адвокатски канцеларии. Тоа да го имаме во предвид дека таков е трендот и во Македонија на основ на тренд кој што постои во Европа, да полноправни услуги бидат така наречени аутсорсинг, односно да доаѓаат од надвор од адвокатски куќи. Така, колку се дефицитарни овие кадри на пазарот на труд? Знаеме каде се можат да се вработат, но колку пазарот може да ги прими? Ако земете статистика во однос на број на економисти, правници, не знам, други профили во општествени науки, ќе видиме дека има значи на тој регистар на невработени. Значи, едно е бројката, кога ќе кажеме вкупен број на невработени правници и економисти, тоа е една работа, но мал е бројот на високо квалитетни правници и високо квалитетни новинари кои не се вработени, дури јас би рекол дека и такви не постојат. А тоа значи дека постојат големи можности на студентите кои имаат положено првостуден испит да најдат свое работно место или самите да бидат адвокати или да се вработат во адвокатски канцеларии, во правосудниот систем да најдат свое работно место, во деловниот сектор, во јавната администрација, како и квалитетните новинари кои што и пред дипломирање веќе наоѓаат работно место во медиуми. Значи, потенцирам дека за стручен, високо остручен дипломиран правник нема грижа, не треба да има грижа во однос на вработувањето, имајќи во предвид дека дури, еве ако земеме последниот конкурс на Академијата за судии и обвинители, не можеа да ја пополнат таа квота, многу малку имаше кои се јавија, бидејќи не ги исполнуваат условите во односи на просек и на познавање на јазик и така натаму. Значи, тенденцијата е да стимулираме квалитетен кадар. Така. Сосема за крај, дека нешто очекувате годинава од уписите на правниот факултет? И од првиот и од вториот циклус. Да. Еве, вие го споменавте вториот циклус. Значи, прво ќе кажам што очекувам од првиот, па потоа од вториот и малку објаснување за вториот циклус. Така. Очекувам дека уште во првиот уписен рок ќе се пополни квотата, бидејќи квотата е помала во однос на минатата година. Очекувам дека ќе имаме квалитетни студенти, бидејќи квотата е помала, а тоа гарантира дека ќе бидат примени оние кои што се подобри. Очекувам оваа наредна година работа со доста квалитетни студенти. Тоа се моите очекувања. Во однос на вториот циклус, ние имаме неколку студиски програми, кои се двогодишни и едногодишни, а се во делот на, односно имаме правосудна насока, јавна администрација, применета политика и дипломатија. Понатаму во доменот на, имаме студиска програма во доменот на менаџирање со медиуми. И досегашното искуство покажува дека имаме голем интерес, речиси за сите студиски програми. Так. А тоа се, значи, за правосудната насока може да се јават исклучиво студенти кои се правници,
А за останатите други студиски програми, ние имаме можност да се запишат студенти кои и нивниот профил не е дипломиран правник, туку може да бидат и од обшествени, од хуманистички науки, а ако бидат од не толку сродни факултети, тогаш полагаат диференцијален испит. Очекувам интерес, значи, од нивна страна и очекувам исто така, квалитетни постдипломци, односно квалитетни идни магистри. Така, декане ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам среќа во овие уписи, сигурен сум дека ќе ги пополните сите слободни места. Благодарам за поканата, се него. Така, ние продолжуваме со свежиот воздух на 91 МГц, останете овде.